Црвени лакирани чевли со ниски подпетици, црвен костум и машина за пишување. Ова е Шерил Оринг, која има приказна за споделување. My name's Cheryl Oring. Се викам Шерил Оринг. Уметник сум и изминативе 20 години патувам низ земјата со мојата машина за пишување, прашувајќи ги луѓето што сакаат да му кажат на председателот или во овој случај на следниот председател. Со години, Оринг беше успешна уредничка на Нью Йорк Таймс, но во 2004 одлучила да ја промени кариерата за живот исполнет со канализирање на ставовите и очекувањата на американците, што ги запозна преку проектот што го нарече "Би сакала да каже". Таа исто така организира изложби и пишува книги, сите врз основа на пораките на луѓето. So I'm playing the role of the Ја secretary. играм улогата на секретарка. Баба ми беше секретарка, па бев инспирирана од неа. Таа беше секретарка во оделот за политички науки на Универзитетот на Мериленд. Секогаш беше многу убаво облечена. Имаше многу накид и перики со кои можев да се играм кога бев кај неа. Проектот I Wish to Say трае веќе 20 години и сведочеше на 4 председателства. Sometimes they need to think for a moment. Понекогаш треба да размислат. Го сакам тоа кога некој размислува. Што би сакал да кажам? Тоа е толку убав момент. I feel like it really kind of brings people together to have a Чувствувам дека тоа на некој начин ги зближува луѓето да разговараат и да размислуваат за политиката и светот на поздрав начин отколку на социјалните мрежи. Оринг вели дека ја цени американската слобода на говорот пред се и дека незината задача е да документира многу различни мисли и идеи на незините сограѓани американци. Од детската љубопитност. Dear Mr. Obama, Почитувам господина Обама како изгледа во Белата куќа. Дали имате куче? Апелирајќи да се подсетиме како се градеше Америка. Dear President, Почитувам председателе, ве молам, не заборавајте што ја направи оваа земја посилна. Продолжете да ја прифаќате различноста, да ги поддржувате оние со посебни потреби. Со заложби за поголема човечност. Hello, Mr. President. Здраво, господине председателе, како наставник понекогаш им признавам на моите ученици кога сум направил грешка. Сватив дека повеќе ме почитуваат кога сум вака искрен. Може би ова информација би можела да ви биде корисна. Оринг ја чува секоја реченица и разгледница, што некогаш ги напишала, придружени со мала слика од полариот на нејзиниот автор. Копиите од нејзината архива се чуваат на Универзитетот во Северна Каролина.